Постои огромна дискрепанца кога станува збор за начинот на кој што граѓаните во Република Македонија ги остваруваат своите права и слободи. Многу ми е жал што министерот не спомена дека Република Македонија навистина може да се пофали и со импресивна опрема за следење на комуникациите. А зборувавме за тоа каде е границата помеѓу слободата на изразување и она што значи право на приватност. Јас не би ги споила овие две работи, колку што повеќе би направила една разлика помеѓу тоа што значи слобода на изразување и говор на омраза. Значи, факт е дека во Република Македонија има навистина повисок степен на користење на социјалните медиуми, се повеќе луѓе имаат пристап до интернет, но нашите податоци говорат дека граѓаните не знаат што значи тоа слобода на изразување, а што и докаде таа слобода на изразување може да се практикува. Значи, докаде е линијата на она што значи слобода на изразување, од каде почнува говорот на омраза. Па ако влезете на нашата веб страна и ја разгледате нашата платформа, каде што се бележат случаите на говор на омраза, ќе заклучите дека најголемиот дел од овие случаи се регистрираат на социјалните медиуми. И сега колешката пред мене зборуваше за тоа дека човековите права не е потребно само да постојат на хартија, и јас се согласувам и со претходните говорници. Република Македонија не може да се каже дека има дека стои лошо со легислативата или со уставот, каде што се гарантираат правата и слободите на граѓаните. Но од друга страна, и еве и ги има ратификувано и Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, и за економски и социјални права, и сите други можни конвенции. Меѓутоа, тие документи ќе бидат само на хартија, се додека институциите во една држава немаат политичка волја да ги имплементираат. И од тука Обединетите нации и Советот на Европа не случајно предвиделе тела кои што од време на време така си прават една анализа или проверка како тоа државите ги исполнуваат своите обврски во согласност со овие документи. Па така, минатата година Република Македонија по трети пат го достави својот извештај до Комитетот при Обединетите нации по Пактот за граѓански и политички права. И Хелсиншкиот комитет и неколку организации направија посебен извештај или shadow report. Секако нема да ја препуштиме само на државата да зборува за човековите права и слободи, бидејќи тоа ќе биде исто како да ги слушаме вестите од рајот, нели, телевизија Сител и така натаму. Според тоа, на крајот, кога комитетот ги достави своите заклучни согледувања и препораки за Република Македонија, се испостави дека сето она што беа заклучни согледувања на Хелсиншкиот комитет, Фондацијата Отворено општество, ХЕРА и Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, се поклопуваат со препораките на овој комитет. Имено дека фундаменталните права во Република Македонија се кршат масовно. Значи, ние се уште се бавиме со првата генерација на човекови права. И покрај цивилизацијските придобивки и културен развој во земјава, значи, слободата на изразување и текако предмет на загрижување на овој комитет. Масовното прислушување на граѓани, значи и повреда на правото на приватност, исто така. Но и третманот на бегалците и азилантите во земјата, дискриминацијата и третманот на полициските службеници, односно однесувањето на полициските службеници на протестот кој што се случи на 5 мај 2015 година, кога беше употребена прекумерна физичка сила, 40 на граѓани учесници на протестот беа приведени и задржани, 9 од нив беа задржани во притвор
и одговара заради тоа што излегле и го кажале, го покажале својот револт. Правото на здружување и правото на слободно изразување одат заедно.